Музикално издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Еве ги настаните кои што ги забележавме за овој петочен ден. Општина Зрновци сериозно работи на планот на користење на алтернативни извори на енергија. Готова е студијата во која се инвестирани 96.000 евра, од кои 40.000 евра наменети за општината. И покрај апелите и санкционирањето на појавата за палење на стрништата, оваа земјоделска пракса не престанува. Оган на отворено денес пеплоса десетина хектари во Виничко. 40 бегалци од Сирија, повеќето деца се откриени синоќа во камион близу Долни Балван на патот Штип-Кочани. Бегалците се префрлени во прифатниот центар во Гевгелија, а возачот на камионот е во бегство. Алтернативните извори на енергија се предизвик пред сите општини, институции и домакинства кои планираат долгорочно, штедливо и квалитетно обезбедување енергија. Општина Зрновци сериозно работи на планот на енергијата. Готова е студијата во која се инвестирани вкупно 96.000 евра, од кои 40.000 евра наменети за општината. Општина Зрновци подготви студија за искористување на алтернативните извори на енергија, сончевата, ветерот и водата, која е работена со општината Белица од Република Бугарија во рамките на прекограничната соработка. Студијата во која се инвестирани вкупно 96.000 евра, од кои 40.000 евра наменети за општина Зрновци е готова и им овозможува на жителите на општината и на потенцијалните инвеститори да ги користат местата кои во истата се посочени како алтернативни извори на енергија. Од студијата очекуваат многу, бидејќи со заедничка работа на нивните пријатели од општина Белица успеаја да добијат значаен документ кој ќе влијае на развојот на општината на еколошки и енергетски план. Општината планира за потребите на водоснабдителниот систем да инсталира мала хидроцентрала со капацитет од 10 киловати, со што ќе се искористи водниот потенцијал на Зрновска река, а општината би добила бесплатна електрична енергија. Досегашното искористување на електричната енергија за пумпите од системот ќе биде заменета со електрична енергија од сопствено производство, истака градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Инаку, сончевата енергија во општината веќе се користи во основното училиште Синиша Стоилов, каде што се инсталирани сончеви панели со што водата се загрева и се користи за затоплување на спортската сала и на 4 училници. Овој проект е на општина Зрновци со финансиска подршка од ГЕФ фондацијата во висина од $28.000. Општината и училиштето прават напори рационално искористување на сончевата енергија за затоплување и на останатите простории во училишната зграда. Продолжуваме со инфраструктурните зафати во регионот. Откако минатиот месец октомври се асфалтираше делницата од 800 метри на локалниот пат Делчево село Турија, село Трстија во Делчевско, во тек се активности за асфалтирање на дополнителни 300 метри на оваа делница. Откако кон крајот на октомври минатата година се асфалтираше делница во должина од 800 метри на локалниот пат Делчево, село Турија, село Трстија, општина Делчево, како што претходно беше најавено, продолжува со активностите за асфалтирање на останати 300 метри од оваа делница, активност со која според градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански, значително на жителите од овие населени места ќе им се олесни патувањето до соседните општини Делчево и Виница, како и до соседните села. И сега имаме обезбедено асфалт за уште 300 метри, за кој што е аплицирано преку Агенцијата за рурален развој, така да е за краток временски период 1100 метри ќе има возможиме на жителите од село Турија подобра комуникација со Делчево и со Виница, така да се надеваме дека сме им ги подобрили условите за живот. Инаку асфалтирањето на споменатата делница на локалниот пат Делчево, село Турија, село Трстија, во должина од 300 метри, се реализира по претходно поднесена апликација на општина Делчево до Центарот за развој на Источнопланскиот регион, а со средства обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој. Во Државниот студентски дом браќа Миладиновци од Штип подготвени ги очекуваат новите студенти. До почетокот на учебната 2016-2017 година остануваат неполни 2 недели, а деновите се користат за доуредување на собите каде ќе бидат сместени корисниците. Но освен студентите, во овој дом се сместуваат и средношколци, бидејќи во минатото објектот бил само ученички дом, а подоцна е преименуван во студентски.
со исклучок на неколку активности околу реновирање на одредени простории, вработените во државниот студентски дом Браќа Милодиновци во Штип, подготвени ќе ја дочекаат учебната 2016-2017 година, а со тоа и новите ученици и студенти. Конкурсот за прием на ученици е завршен, а во тек е конкурс за прием на студенти. Резултатите ќе се знаат откако ќе заврши конкурсот за бруцоши. Имаме капацитет од 216 легла, мешовите домот имаме околу 150, некаде 160 ученики, останатата бројка до 230 сега. Значи со дополнителна согласност за ученици и за студенти. Бидејќи студентите може да аплицираат и по електронски пат, веќе 33 го сториле тоа и само треба да ги достават документите на увид, пошто заедно со останатите ќе ги разгледува и бодира одредена комисија. Комисијата ги работи и се гледа од примањата, од бројот на членови на семејство, од дали се самохрани родителите, мислам дали има бранители, значи има некој одреден број на услови кои треба да се исполнат за да може да добијат од таа категорија студентите. Значи тие студенти бесплатно живеат, за нив плаќа Министерството. Бесплатен е престојот и за учениците, меѓу кои околу 15 кои посетуваат настава во Фудбалската академија при Средното општинско училиште Колен Ехтенин и владините стипендијанти, за кои сместувањето е обезбедено преку Министерствата за надворешни работи и образование и наука. За студентите кои не припаѓаат во ранливите категории, цената на сместувањето со ручек и вечера изнесува 3700 денари. Со следниот прилог одиме во Берово, каде финишираат подготовките за празникот на градот. Со низ за реализирани проекти во оваа изминатата година, Берово интензивно ја подготвува програмата за одбележување на 23 август. Општина Берово оваа година, 23 август, денот на градот, ќе го прослави со промоција на голем број на реализирани проекти. Берово полека, но сигурно се впишува во картата како вистинско туристичко место и со својата природа и подобрена инфраструктура. Секоја година привлекува се повеќе туристи од натрешноста на Македонија, но и од странство. Во периодот од август 2015 до август 2016 година, општината предводена од градоначалникот Драги Наџински реализираше голем број на проекти, кои резултираа со реконструкција и изградба на голем број на улици и локални патишта, изградба на спортски терени, како во градот, така и во селските средини, подобрување на условите во образованието, здравството и културата. Со службите од локалната самоуправа континуирано работиме на подобрување на животната средина во градот Берово и се разбира во другите населени места во општината. Мислам дека тоа што е влезено во мојата програма во предизборието во 2013 година, сите проекти кои се наведени во програмата веќе при крај на мојот мандат се реализирани или во проценти да се изразам негде околу 90% наведените и ветени проекти кон граѓаните се реализирани. Општината истакна градоначалникот работи пред се во интерес на граѓаните, па затоа и поголемиот дел од проектите се реализирани по барање на самите граѓани. Проектите кои ги наведовме и ги ветивме во програмата беа по барање на граѓаните и во консултации и во координација со граѓаните, зашто стварно таму каде што инвестираме, таму каде што градиме, тоа е потребно е и со тоа ценам дека населението, граѓаните од општина Берово, тоа ќе го препознаат и ќе бидат благодарни за тоа што еве во тој 4-годишен период го изградивме. Се разбира, ние тука нема да застанеме, ќе ги дозавршиме, се надевам и другите останати проекти кои се во програмата и нормално проекти кои имавме можност, а не беа планирани, не беа ставени во програмата, а имавме можност и обезбедивме финансиски средства за истите, ги изградивме, како што е случајот со старечкиот дом кој веќе една година, година и пол функционира и уште многу други такви проекти кои се надевам и тие се од огромно значење за нашите сограѓани. 23
Меѓу поголемите проекти кои што се реализираа годинава се изградба на првиот дом за грижа на стари лица во регионот, изградба на улицата Страшо Пинџур, изградба на улицата Дамјан Груев во село Русиново, поставување на тротоари на повеќе улици во градот, отварање на тестинг центарот, отпочнување на проектот вреден 5,5 милиони денари, наменет за водоводната мрежа и многу други. Голем пожар во атарот на село Пресека. Зафатена е површина од над 10 хектари. Со брза интервенција на територијалната противпожарна единица на Кочани, спречено е проширување на огнот кон исти бања и покрај апелите на стручните лица да не се палат страништата, кочанските пожарникари речиси секој ден излегуваат на терен. И покрај предупредувањата до граѓаните внимателно да се однесуваат во шумските предели и да не се пали оган на отворен простор, кочанските пожарникари интервенираат на терен речиси секој ден. Последната интервенција беше синоќа во атарот на село Пресека, во местноста Русев Гроб. Огнот зафатил поголема површина нискостеблеста шума и мал дел од шумскиот појас. На терен интервенирале 15 пожарникари од територијалната противпожарна единица од Кочани и Виница со 5 возила, како и вработени во македонски шуми. Пожарот пред полноќ бил локализиран, но оштетена е површина над 10 хектари. Состојбата на терен се уште се контролира, а со навременото гасење на огнот спречено е негово проширување кон селото Истибања. На локацијата кај село Пресека често се случуваат вакви пожари, а главен предизвикувач е човечкиот фактор. Очигледно е дека и покрај сите предупредувања нема позитивен ефект во однесувањето на дел од граѓаните. Само во половината од месец август екипите на територијалната противпожарна единица на Кочани имала вкупно 13 интервенции на пожари, а во најголем број случаи се работи за запалена сува трева и страништа. Во Овчеполието повеќе од 3 месеци нема дожд, поради што пасиштата се исушија, потоците пресушија и сега одгледувачите на добиток имаат големи проблеми. Ваквата состојба сосема јасно ќе предизвика зголемување на цената на добиточната храна за предстојната зима. Одгледувачите на добиток на маки. Речиси цело лето во Овчеполието нема ниту капка дожд, поради што пасиштата се претворени во пепел. Не без суша била лето, али ваква суша како оваа година што е 4 месеца, кома и 5 месеца, не е капка капнала. Што се неки како попсу китка, тоа е болест за лозија, за овоше таварници, за се едно нешто. Секој гледа да искара да заштеде малку за зиму, али гледаш дека тешко. Загрижувачка е сликата во и околу Карбинци, каде што добитокот се уште брсти сува трева на околните пасишта, кои се обраснати со трње. Нема се изгора. Како се снаѓате со стоката? Па те тука гледаш со говедарите заедно. Вратеме сука. Помалку чепкат, нема, тоа е. Дома дополнително ќе ги храните ли се? Ставаме помалку. Што да правиме? Макар суша паметите или последните? Па било, ама не е тоа толку, во е птење претерано. Во едни вакви услови сточарите се принудени недостигот од свежа зелена маса да го надополнуваат со зрнеста храна, со што директно се зголемуваат трошоците за одгледување на добитокот. Сепак, снимките што ги направи денес нашиот снимател Ангел Атанасовски најдобро покажуваат каква е сликата со пасиштата во Штипскиот дел на Овчеполието. Пресушени корита на реки, запустени пасишта. Таква е сликата денес во Овчеполието и овде во Карбинско, каде сточарите веќе мака мачат како да ја напасуваат стоката. Недостигот од паша ќе има за последица зголемување на цената на луцерката и останатите фуражни култури. Кај сточарите веќе се зголемува интересот за складирање на резерви со храна за преку зимата. Остануваме со земјоделието. Државата нуди субвенции за складирање на пченица во силоси. Мерката е наменета за земјоделците кои планираат да ја продаваат пченицата, која ќе достигне повисока цена и истите може да добиваат субвенции за нејзино складирање. Субвенцијата за складирање на пченицата е во висина од 80% од износот или најмногу до 60 денари по тон за еден месец за покривање на дел од трошоците за период од 2 до 6 месеци. Корисници може да бидат земјоделци кои претходно имаат поднесено барање за субвенции за пченицата, договор за складирање и имаат платено 20% од трошоците. Земјоделците за финансиската подршка треба секој втор месец да поднесуваат барање до платежната агенција, а агенцијата ќе ги исплаќа секој 60 дена. Денешниот ден, 19 август, се чествува како Светски ден на фотографијата. Процесот на фотографирање и начинот на изработка на фотографиите низ времето доживеа голем прогрес, што денес представува дел од секојдневието на речиси секој човек.
Светскиот ден на фотографијата 19 август започнува да се слави во 1839 година, кога француската влада го купила патентот за најстариот начин на фотографирање и го направила бесплатен и достапен за целиот свет. За разлика од денес, за изработка на најстарата позната перманентна фотографија биле потребни околу 8 часа. За пасијата кон фотографирањето, за начинот на изработка некогаш и денес, за Канал Плюс телевизија зборува штипскиот фотограф Тоше Ристов. Моето прво развивање на филм беше во вода. Мојот прв експеримент. Потоа тргнам во пионерскиот дом. Таму ги добив основите на фотографијата, фотографирање, развивање на филм, изработка на фотографии и така натаму. За подоцна, некаде 80-та година, преминам фотокино клубот Ванчо Прке, во 1980 година некаде. И првата самостојна изложба ја направив во Домот на младите 1984 година. Денес фотографирањето и фотографиите се дел од секојдневието, благодарение на дигиталните камери и смартфоните. Секоја година се прават повеќе од 350 милиарди фотографии. На социјалната мрежа Facebook се закачени околу 250 милиарди фотографии. Впрочем, камерата на Kodak во 1888 година, појавувајќи се на пазарот, ја најави револуцијата која трае и до ден денес, под слоганот "Вие притиснете го копчето, ние ќе се погрижиме за останатото". Со крајот на 80-те години некаде се појави дигиталната фотографија, која што самата фотографија ја донесе многу поблиску до широките народни маси. Така да денеска знаеме дека на секој телефон се е веќе некоја камера, некој фотоапарат, се изработуваат милиони, милиарди фотографии секојдневно. Меѓутоа, начинот на презентирање на фотографијата има неколку делови во фотографијата. Има уметничка фотографија, има документарна фотографија и секој кој што си го избрал својот пат во фотографијата е неговото изразување. Денес околу 14 часот на улицата Брегалничка во близина на Штипската млекарница се случи сообраќајна несреќа во која учествувале мопед и патничко моторно возило Голф, а тешко повреден е возачот на мопедот. Според првичните информации од увидот на несреќата, и мопедот и автомобилот се движеле во ист правец, при што дошло до судир. Во Штипската клиничка болница е хоспитализиран 56 годишниот возач на мопед и неговата 53 годишна сопатничка, кои се од Штипската населба Тричешми. Лекарите виднаш им пружиле медицинска помош. Возачот на мопедот се здобил со тешки телесни повреди, скршеница на десното колено, а неговата сопатничка е со лесни телесни повреди. Сопатничкото моторно возило Голф управувал 29 годишен жител на карбинското село Оџалија. Вчера вечер пак во Олкочани се случила сообраќајна несреќа во која учесници се малолетен возач на мопед и паркирано товарно возило. 16 годишниот малолетник кој управувал со мопедот и неговиот 12 годишен сопатник удриле во паркираното тешко товарно возило. И двајцата малолетници се пренесени во клиничкиот центар во Скопје и се во стабилна здравствена состојба. Од СВР Штип апелираат возачите на мопеди да носат кациги со цел да се заштитат при незгодите. Вчера вечер пред полноќ на локацијата Штипска петља, полициски службеници дале знак за запирање на товарно возило Мерцедес. Лицето кое го управувало возилото не застанало и продолжило со движење кон Кочани. На околу 1 километар пред село Долни Балван, возачот на камионот го запрел возилото и избегало во непознат правец. Полицијата при контрола во товарното возило пронашла 40 лица мигранти од Сирија, меѓу кои повеќето биле деца. Мигрантите се префрлени во прифатниот центар во Гевгелија, се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот и за целосно расчистување на случајот. Американските власти ветија дека ќе им помогнат на илјадниците жители на државата Луизијана, чии домови беа разорнати во опустошувачките поплави последниот викенд, информира министерот за внатрешна безбедност Џеј Џонсон. Над 4000 жители на Јужната сојузна држава ќе бидат сместени во привремени засолништа, а над 30.000 требаше да бидат спасени од надојдените води, посочи гувернерот Џон Бел Ердвардс. Во поплавите во Луизијана досега загинаа 13 лица.
Над 86.000 лица поднеле барање за федерална помош од природни катастрофи. Над 900 службеници на федералните власти се подготвени да помогнат, изјави министерот Џонсон. Службениците одат од врата на врата за да се уверат дека во поплавените домови не се останати блокирани луѓе. Кандидатот за председател на САД Доналд Трамп сакаа да го исмеат правејќи голи статуи со неговиот лик. Делата во природна големина се појавија во голем број американски градови, како Њујорк, Сан Франциско, Лос Анџелес, Сиетл и Кливленд. Статуите го представуваат Трамп во не толку ласкаво светло. На нив републиканскиот кандидат е со голем стомак и кратки прсти. Креативноста колектив Индиклаин, кој обединува уметници, музичари и филмски работници, призна дека стои зад идејата. Австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц се прогласи за воведување на забрана на бурката во земјата и наметнување на општествено корисна работа за бегалците. Тој смета дека треба да се воведе така наречен труд за 1 евро за бегалците и да се намали социјалната помош. Сите овие мерки дипломатот сака да ги постигне со новиот закон за интеграција кој треба да биде изготвен следните 6 месеци. Во однос на општествено корисна работа, треба да се опфанат активностите кои се поврзани со одржување на јавните места, помош на барателите на азил, како и работа во социјалните центри. Дирекцијата за вработување мора да биде посредник. Секој кој одбива општествено корисна работа автоматски ќе биде изведен пред заканата од намалување на социјалните права. Многу е важно бегалците да почнат со работа, бидејќи ако постојано седат дома или на клупите во парковите, можат да им паднат на ум глупави идеи, рече тој. По повод постигнатите одлични успеси и резултати изминатиот период, младите пливачи од пливачкиот клуб Челични од Штип денес беа на средба кај градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, кој им се заблагодари за постигнатите успеси и тоа што преку спортот го афирмираат и градот. Имам задоволство да ги примам нашите пливачи од нашиот пливачки клуб, да истакнам дека и покрај тоа што немаат услови за тренинг, и покрај тоа што нашиот град се уште нема солиден базен, и покрај тоа што немаме покриен базен, ентузијазмот на нивниот тренер и на самите деца е толку голем да во тие услови прават резултат. Затоа општината мора да ги поддржува тие спортови, посебно поединечните спортови, бидејќи тие на светско ниво даваат најголем национален престиж кај сите држави и верувам дека со нашата поддршка тие ќе направат и добри спортски резултати. Се на се честитки за успехот, продолжете вака, вие го презентирате на најдобар можен начин нашиот град. Пливачите од клубот Челични досега учествуваа на традиционалниот мал маратон во Охрид, како и на трката за далечинско пливање во водите на Преспанското езеро, каде освоија 2 први и 1 второ место. До крајот на овој месец младите пливачи ќе учествуваат уште на 2 надпревари на Велешкото езеро и последниот надпревар на Дојранско езеро, изјави Мирко Јакимовски, тренер во пливачкиот клуб Челични. Продолжуваме понатаму со уште 2 маратони кои што следуваат на 27 август во Велес на Велешко езеро. Ќе настапиме комплетни таму каде што сите дечиња, 8 члена на пливачки клуб Челични ќе се напреваруваат во нивните категории и последниот маратон ќе биде на 4 септември на Дојранско езеро. Се надеваме на успеси и на повторен прием кај градоначалникот. Членовите на клубот се задоволни од постигнатите успеси, кои изјавија дека и за наредните надпревари напорно се подготвуваат. Редовно се подготвуваме на градскиот базен во Штип. Сабајле и вечер имаме тренинзи со кои безуморно пливаме и се подготвуваме за следните маратони. Во последниот маратон во Преспанско езеро зема второ место во категоријата до 16 години. И исто така во Охридскиот маратон зема 12 место во машка категорија. Со изградбата на аквацентарот на локацијата на градскиот базен, градоначалникот на младите пливачи и најави многу подобри услови од наредната година, каде што градскиот базен ќе остане со истите димензии. Од вечерва па до 21 август градот Пробиштип ќе биде домаќин на најдобрите одбојкари на Балканот.
Одбојкарскиот шампионат е во организација на Одбојкарската федерација на Македонија, Балканската одбојкарска федерација и коорганизатори на шампионатот се Одбојкарскиот клуб Пробиштип и општина Пробиштип. На овој балкански шампионат учество ќе зедат 9 репрезентации, односно Бугарија, Црна Гора, Србија, Молдавија, Романија, Грција, Косово и Македонија. Локацијата е на аквапаркот. Ова беа содржините подготвени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Ви посакувам пријатна вечер со програмата која следи.